Дуи продолжи со промени во ограноците на партијата низ градовите. На последниот партиски состанок беа именувани 5 председатели на ограноци, но само 20 од нив се нови имиња, додека во 3 други ограноци повторно беа именувани истите председатели. Промени беа направени во Чаир, каде наместо Беким Незири за председател на огранокот беше избран Бујар Османи, како и во Тетово, каде Фатон Ахмети беше заменет со Бајрам Реџепи. Ниту Османи, ниту Реџепи не успеа да победат на локалните избори како кандидати за градоначалници, но тоа не беше сметано како пречка за нивното именување за овие партиски функции. Во Куманово за председател на огранокот повторно беше именуван Ридван Асани, во Струга Фатон Положани, а во Гостивар Валдел Джафери. Во меѓувреме останува нејасно што ќе се случи со другите ограноци, имајќи предвид дека Дуи има околу 33 ограноци низ целата Македонија. Во Кичево како потенцијални кандидати за председател на огранокот се спомнуваат 3 имиња: Крешни Бектеши, Арџен Тасани и Ардита Дани. Во Сарај досега председател на огранок беше Хисни Јакупи. Контактиран од ТВ21, Јакупи изјави дека одлуката и припаѓа на партиската централа и додава дека е подготвен да ја извршува оваа функција доколку биде реизбран. Во Рачиново прашањето за председател на огранокот се уште не е разгледано. Таму огранокот останува неизвесен и поради тензиите меѓу двете групи внатре во партијата, кои често биле јавни. Одуи информираа дека најверојатно на почетокот на следната недела може да има нови именувања, иако не се исклучува можноста одлуките да се донесат по нова година. Kjo ishte vetëm pakoja e parë e të emëruarve nga ana e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe gjatë ditëve apo javëve në vijim do të emërohen edhe për degët tjera, nuk ka shenja për asnjë. Во меѓувреме председателот на Дуи Али Ахмети на првата седница на председателството на Генералниот совет го именуваше Фатон Ахмети за шеф на кабинетот, Арта Билјали Зендели за портпаролка на партијата, додека Шемшедин Бекири беше именуван за советник на председателот за односи со Соединетите Американски држави.